Кой си знае, си знае. Ете бит. Почитувани гледачи, добар ден. Денешната емисија ќе ја посветиме на православниот празник Бадник, знај ден пред Божик, нели, каде ден кога се спрема постна храна на нашите трпези. Знаеме дека имате двоумици што како да спремате или односно како кој ќе дојде рибата како да ја спремате, па гледате по интернет, нели? Затоа сме ние тука да ви помогнеме да ги решите вашите дилеми. Ќе припремаме крап, сом, пастрмка на начин како што се приготвува во рибниот ресторан Глобица. Една благодарност до нив што еве на некој начин ќе ни помогне да ви прикажеме на вас еден вид на рецепт како они тоа го спремат во нивниот ресторан. Денес покрај мене тука се господинот Филип Тасев и главниот готвач Ненад. Они се главните учесници во припремањето на рибата, крапот, сомот или пастрмката и ќе имаме и риблја чорба. Останете до крајот на емисијата да видите како ја приготвуваат во ресторанот, рибниот ресторан Глобица. Па Ненад, повелете. Сега го сечеме крапот. Кажете ми каде го уловивте, пошто слушнав дека вие сте рибар, тачно ли е тоа? Да, крапот е собствено производство, освен рибниот ресторан имаме и езеро, Така. во кое што имаме крап, пастрмка и сом, Така. и служиме само наша риба, наше производство, наша риба. Од кога се занимавате со риболов? Па вака како професионална работа, почнавме од 2019 година со рибникот како прво производство на риба и продажба на риба, а онака со рибарство, Со рибарство, да. со рибарство уште од дете. Моите фамилиарно се рибари и така почнавме. Кој ве зарази од двоите, татко ти беше риболовец? Дедо ми е, Дедо. да. Дедо ми е прв што почна со риболовство. Да, што највеќе ловите? Па јас најмногу сакам на пецање на клен. На клен, так со тапа. Клен, со тапа, да, лов со тапа, да. Кажете ми, зошто вака ја сецкаме рибата на ребра? Рибата се сецка на ребра за солта да навлезе убаво во месото, да биде едномерно солена. Расолена, да. После што следи? После се полни, Така. ќе го спржиме зеленчукот што е за полнење во крапот и се полни и одозгора се става лимон за да не се исуши кората на крапот. Така, што се става во смесата во која што се полни? Во смесата ставаме пиперка, зелена пиперка, целер и морков. Така, најпрво треба да се упржи, така? Прво да, тоа се прво се упржи, полнењето за крапот затоа што е затворен, нели, и внатре доаѓа како варено, а после како гарнир во крапот ставаме и компир, морков, печурка и тиквица. Така, добро. А како го затварате на крај? Со што? Се затвора, се шие со нешто или не? Не го шием. Така, само се полни и така Само се полни, да. Така, Да. Да го прашаме сега и главниот готвач, значи од кога се занимавате со оваа професија? Во ова професија сум веќе 3 години. Во Македонија работев малку, 2 сезони одам во Хрватска. Таму сезонска работа 5-6 месеци летно време, а зимното се враќам тука. Така, да. Значи, припремавте крап и друг вид на скара, така? Да. Што печевте во Хрватска, на што работевте? Во Хрватска работев на скарата. На скарата, така? Да. Да. Што ќе кажете за денешната припрема на овој крап? Што денес- следи сега? Денеска на припрема имаме полнет крап. Така. Значи прво го пражуваме зеленчукот, морков, целер и зелена пиперка, потоа го полниме крапот исто внатре со зеленчукот, исто ставаме и лимон внатре во него, потоа тука дека е сечен ставаме сол и лимон Така. и потоа го ставаме да се пече 30 на минути го печеме со фолија, после тоа тргаме фолијата го допечуваме уште 30 на минути. А И зошто после зошто да само слуша. 30 минути фолијата стои? Зошто става воопшто Да фолијата? се издинства и за да омекне поубаво.
Така, да. И после се вади за да се запече горниот дел, така? Да, Може ли да погледнеме како иде запрежувањето на Може. внатрешниот дел? да. Или он нека се Значи, што има сега поставено во смесата која треба Сега да... ово има зелена пиперка, целер и морков. Така? Колку време се прави Па едно 10 на минут. така, да? Отприлика која килажа е крапот? Па прилика 3 кила. 3 кила. За 3 кила крап колку треба смеса од зачини овде или од зеленчук да се стави? Па 2 моркова, 3 пиперки и половина целер. Тоа е доволно, така? Да. А сега го тураме малко вино. Зошто е За по-добар виното? вкус. А ова што има пламен? Не смета. Тоа е од виното. Од виното, а? Виното гори? Значи вие не користите дрвена лажица, едноставно со самата тава правите и мешање на смесата, така? Да, да. Ретко користиме дрвена важица. Ретко, да. Јас мислам да пробам така, пола надвор ќе го истурам. Па пробайте. А, За да прво не се пробам? плаке. Нека има. Какво масло ставим на сега? Маслиново. Како? Маслиново масло. Како подобро е маслиново масло, така? Да, по-добар вкус има. Кажете ми, Филип, зашто со прсти го притискаат по смесата по тоа зеленчукот? За да се провери дали е омекна зеленчукот. Пошто морковот е потврд и треба доволно треба да се спржи при печење да омекне во крапот. Значи, од која упрживне смесата за полнење на крапот, што следува сега? Следно е полнењето на крапот со зеленчукот, спржениот зеленчук. Ајде, Ненад, покажи се. Цела количина што е спржена, така додека се наполни. Па додека се Тоа наполни, да. Додека се наполни крапот, се става. Добро. Па кажи ми, гледам тиквици на масата, зашто се тие? Теквиците и останатиот зеленчук што е на масата е за гарнир. Се пече се заедно пече со во крапот, во да. тепсијата, така? Во плехот, да. Така. И морковата исто околу се за И гарнир. моркова, да. Што друго иде у гарнирот? Компир, морков, печурка и теквица. Што печорки користиме? Шампиньони. Шампиньони. Шампиньони, да. Лимони внатре се полни, гледам. Не настава и внатре, така? Става и некој лимонче внатре за вкус. За добие на вкус. За добие на вкус, да. И лукче се става малку внатре. И сега во ребрата, кај што правиме засеци, гледам реди Ненад лимончиња. Лимончиња, да. Ем за естетика, ем за вкус. Ем за вкус, како што спомнавме претходно, е за вкус, да. А лукчињата кај се стават? Лукчињата се ставаат Во тепсијата? и во тепсијата, да, заедно со гарнирот, а и се посипува, се премачкува со лук, магдонос и маслиново масло. Значи сега следува поставување на крапот во тепсија Да. и после тоа се средува гарнирот, така? Да. Се става прво крапот и околу крапот се става гарнирот. Најпрво ја гледам, не настава масло, така? Масло, да се наоѓа Да не се во... залепи крапот. Да не се залепи крапот, да.
А ако се залепи, кој ќе биде готов, се одлепува со вино, шприцер, пиво, така? Да, да. Доста нешко. Сега може да видиме како се става крапот во плекот. Така. А кажи ми, зашто некој става дрвца под него да не биде залепен на ваквото? Или вие тоа не го практикувате, директно се стои на плех? Па ние директно се ставаме на плекот. Да не се залепи, така обично ги ставаат тие. Да, некои ставаат, ние не го практикуваме тоа, директно го ставаме на плекот и заедно со гарнирот се пушта и од самата Сок, риба така. сокови ароми, сопствени ароми и заедно со зеленчукото кога се помеша се соединува вкусот доаѓа, прво вкус. Што не е надречен, нели, половина час се пече со фолија, после половина час? Да, прво се пече со фолија за да не нагло не изгори уште на почетокот, нели, и да се остане внатре, да не остане испече, внатре, така. да, и сите ароми што се фолијата не ги дозволува Ги толку задржува. да ги задржува, не дозволува толку да избегат аромите. Така. Кажи ми сега, вино кој ќе ставиме без кисела вода внатре? Да. А швепс малку? Не, Или тоа после? после кога ќе биде готов Внатре крапот. мело. Пошто знам кога се спрема риба, обично викат вино, кисело и швепс. Ама тоа било за крај, значи не било за моментот кога се пече. Да, тоа е Не за сум разбрал добро. Тоа е за со крапот после. Не сум разбрал добро. Значи го бањаме со вино, така? Да. Се полева со вино. Така. Еднаш плива во вода, втор пат во вино, во Да. масло и трет пат во вино, викат. Да, треба паво вино. Да, тоа е судбината на рибата. Да. Сега значи компирот го сецкаме на коцкички, така? Да, на посетни коцкички компирот, исто и морковот на колца ќе го исечкаме сега. А кажи ми што со остатокот од повнетицата за крап се става околу или не? Тоа се останува за Тоа си останува, да. така да тоа не се става, значи гарнирот е само ова што го Да, спрема сега. гарнирот Ненад, е другото, да. Тоа е тоа што го спрема, друго не додаваме ништо. Полнењето мора да биде посетно исечкано затоа што внатре во крапот не е достигнува истата температура како што е надвор или Така, надворено. да, за да може да биде За да може убаво да се да се и тоа надвор и тоа внатре. Затоа и прво го запрживме. Така, да. Значи се реди компирот, теквицата Да. Ќе се стави морковот и шампиньоните. и шампиньоните. Нешто што тоа компирче. И стане нешто шаренило да има од морково. Да. И печурка некоја ќе ги... Колку компир обично се става вака за еден ваков примерок на крап? Колку е доволно или по вкус тоа? Па да, тоа е по избор. колку сте гладен. Да, колку сте гладен, колку ви По гледа. по желба ние сега ставаме. Или колку луѓе ќе го јадат крапот, и така? да. Спрема А, трпезата. Ние ставаме 4 до 5 компири, затоа што Така. ставаме и морков, и печурка, и тихница. Богат гарнир. Да. Посно, После така, така. се посно, да. Па затоа и припремата, нели, за денешниот За празник денешниот Бадник, празник, така. да. Затоа и емисијата иде малку порано во 10 часот, да имаат да Имаат размислат време да- што да спремат да имаат до време, вечер, да. така, да не се Да. двоумат. Уште еднаш ќе кажам благодарност до вас како рибен ресторан Глобица, што излеговте во пресрет, нели, да припремиме на нашите гледачи да видат припремање на крап, покасно ќе видиме припремање на риблја чорба и не откриваме сега што ќе ставиме во таа чорба. Нека останат на нашите на нашиот канал и нека не следат до доека не завршиме со И текот нас на ни припремата. е, и нас ни е чест што сме во вашата емисија. Така? Гледачите ќе може да видат како се припрема и риблјата чорба, се Да, останат да, до крај ќе гледа. Епа, драги гледачи, може да повелите во еве овде пишува во Глобица, рибни Глобица и да видите како тука припремаат на лице место. Да вкусите, сега само гледате како се припрема, а за ако сакате да вкусите, повелете и дојдете. Сега ги ставаме значи печурките. Да, тоа е завршно, ги ставаме печурките. Сега ќе ги зачинеме. Шампиньони, така. Шампиньони, да. Сега останува уште се зачинат. Значи ова све што не е како гарнир, не се пржи, не се припрема, тоа директно иде на печење.
Да, Заедно директно, со да. крапот. Заедно со крапот се пече во собствени сокови Така. На која температура се пече крапот? на 200 степени. Колку време рекоте? 1 час, така? Или како се проверува дали е готов, не или е Во готов? зависност од големината на крапот, поголем крап се пече малку подолго, али се Добро, вие имате искуство во зависност Да. од големината, не го рете за нашите обични гледачи, значи како да се снајдеме, нели? Или ќе пробаме, скрши, пробај па види. најдобро со пробување и кожата ја смени бојата, веќе е испечен, кога се запече кожата одгоре Да долу биде е крцкава малку, да биде, така? па да, малку да биде крцкава. Исто така додавам и 4 чешњи лук Така? во гарнирот. Обично јас кога припремам крап, ставам лук и во ребрата до лимонот. Вие гледам ставате околу гарнирот. Штета е ако ставам или погрешно е нешто или Не не? е ништо погрешно, Така. но ние на крај имаме спремано сос што ќе го прелиеме Ето, крапот. јас не сум го правил, Да, значи, ете, со тоа е тоа. маслиново масло, лук и магнус. Така, тој сос се прелива, ма кој ќе биде печен, така? Или Се во користи текот на кога е печење? печена и пред печење. Се става Заедно за- со рузмарин се намачка Така, да. крапот. Еве сега во моментот, значи, рузмарин Рузмарин и од сосот. и сосот ставаме, во кој во Макдонас, лукче и маслино. И маслиново масло. Така, сега го премачкува, значи? Да, целиот крап. Меѓу ребрата кај што е лимонот, Така. за најдобро да ги впие аромите. Така и лукчето паѓа меѓу ребрата. Да. Тоа е тоа, значи. Од сосот ставаме и во гарнирот. Мало. Така, да. Значи, припремата на крапот трае од прилика 30 на минути, Па да, околу доека 30 на... дојде до рерна, што викаме ние. Да. И потоа му треба уште 1 час за печење. Па добро, значи нашите гледачи ќе имаат време и да размислат, па дури и попладне да почнат да го спремат, Да, да го да. спечат до доека дојде на главната трпеза, на бадниковата трпеза. Добро. Сол и малце црн бибер. Сол и малку што? Црн бибер. Црн бибер, така. Црн бибер. И ќе долееме уште малку вода, затоа што е поголем крапот, за да не загоре одолу, да има повеќе течност за срединства. Така, од иглиците од рузмаринот остануваат во крапот или само се премачкува со него? Ја не видов да остане или може иглици да се стават и во крапот? Не е на одмет Може ако да се се стави, да. Врз крапот ние ставаме во гарнирот малку рузмарин. Така, да. Сега поливаме со остатокот од виното, Остатокот така? од виното и ќе долиеме и вода. И водичка. Колку вода се става да се покрие гарнирот или дел од него? Делумно, да. Да плива. Да плива така, Да. до сред некаде. Така. Значи малку водичка, околу Да. пола литар или нешто повеќе. Околу 400 мл. Така. А Макдонасот кога го ставаме? Макдоносот на крај. На крајот. така? На крај. Бидејќи тепсијата е голема, негдека машала околу литар вода отиде. Па да. Голем гарнир. Сега додаваме Макдоналдс на крајот. Така? Макдонас ова е крајот, значи на Да, крајот на припремата. така. Па вода нешто повеќе околу литар стави на така или дека Да, затоа што тепсијата е поголема и ставивме повеќе гарнир, тоа ќе испари се во текот За на еден печењето. час, да, За тоа ќе околу испари, 1 час, да, ќе испари во текот на печењето. И после од гарнирот зимаме и се сервира така со Заедно со крапот, да. со крапот. Сега следува фолија, така? Да, сега ставаме алуминиумска фолија. Убаво се затвора со алуминиумска фолија. Така. 30 минути. 30 на минути, да. На загрејана печка на 200 степени. Добро. Веќе рерната веруваме загрејана, така? Да, редната е на време загрејана. Сега ја ставаме во рерна и отприлика за половина час повторно вадиме. Да, ја проверуваме. Да, Ја проверуваме. се вади рибата, фолијата се вади и- фолијата и се допечува. Сега го ставаме половина саат во фолија. Ако треба помош, кажи, ние помошници тука со Филип сме. Сега го ставаме половина саат. Ако само збориме, разбираш? фолија, после половина саат ја вадиме фолијата и го допечуваме уште половина саат. Така.
Тоа е тоа, значи. Добро. Значи, како втора варијанта за вечерашната трпеза нели, на бадник, ќе правиме и риблја чорба, така? Да, сега спремаме риблја чорба. Сега ќе ви покажеме целиот начин од почеток до крај правењето на риблјата чорба. Ајде, ќе ни помогне и Марио, верувам, така? Да, и шеф Марио ќе ви помогне. Он е главен кувар за припремање на риблја чорба. Да, така е. Така е. Кажете ми, што риба се става во една риблја чорба? Вие што приготвувате во овој рибен ресторан? Ние ја правиме мешана, со пастрмка, крап и сом. Крапи сум така. Да. Повеќе месо се става, како и да редоследот, може да ми кажете? Повеќе месо иде и зеленчук. Се меша тоа се. Може да ми покажете практично како Може, да изгледа, да. Што е ова сега што го ставате? Тука има кромит, морков, целер, пиперка. Да. Ова не се запржува, предпоставам. Тоа се запржува, да. Ова се запржува, Да, така? да. Добро. Тоа Ајде. се запржува се. Во тенџерето, така? Го загрејано тенџер. Добро. Филип, кажи ми колку време ова треба да се пржи? Колку да омекне, затоа што после се вари и да ги пуште неговите вкусови, собствените вкусови. Така, од кога ќе се упржи ова, после што се става? Рибата. Рибата, така. Значи ова се запржува, Право се направи запрачка. Така? Се од во ќе се упржи и зеленчукот. Се направи запрачка. Заедно со запрачка. така, заедно со запршката, после се става рибата, така? Свежа риба. Да, не, рибата е веќе сварена. Веќе сварена па се става така. Додека се вари рибата, една вода се фрла, две вода или како иде тоа? Не, се вари. Не, се вари и И очистена. се вади од таа вода. Да, Ова е да. нова содржина која се сметнува во супата, така? Да, Не е така таа е. вода каде што вриела рибата, така? Не, не. Така? Добро. Да. И колку време рековте ова се запржува? Па може едно 10 минути, 15. 10 минути, 15. Да. Да добие малку темна боичка, така малку запржена. Да, да. Малку да се издинства. После рековте рибата се става, течност, вода, вино, нешто што се става? Не, вода се става после. Рибата се става последно. Последно. Да, со компир. Да. Добро, ајде. Тука сме зад вас и ве следиме во секој чекор. Може. А вие, драги гледачи, гледајте да не промашите нешто. Ќе треба после повторно да гледате емисијата од почеток. Дај тоа прашото да ставиме тука. Да ја ставиме таму да си има. Сега Марио донесе па еден сат со матна вода, како да кажам. Од што е таа вода? Гледам како масна е, нешто како од рибата или? Тоа е втората вода од рибата. Првата вода се Фрла? се фрла за да испаднат сите нечистоти и втората вода се вари и се користи за во чорбата. Да, во чорбата. Ако е припремено, Марио, сега ќе ставате или уште малку има запршка? Уште малку запрашка има, да. Ајде нешто повеќе да кажете во врска со риболовот, пошто емисијата ни е за лов и риболов, нешто повеќе да кажете за вашето минато од риболовот. Значи, со што трска почнавте да ловите, со што мамци да користите, на кои реки, на кои езера ловите, со дедови рековте. Па сме ловеле на езеро Мавровица во Свети Николе Така? и уште од мал почнавме таму со пец на клен и крап, А што мамец користеше? пченка за крап, Така, на лепче со клен. Верувам таму ја фативте и првата риба. Да, секако првите риби кострежи.
првата риба костреш, така? Костреш, да. Не е крап оно што Не ловите, е крап, да, него е костреш, како малку костреш фаќав. И бевте пресрекни верувам. Да, да. Без разлика да. што е костреш. Без разлика А што е знаевте костреш, што да. фативте? Па да, само тоа боцкаше. Имам слушнато дека на ова вашето езеро пред ресторанот исто доаѓаат рибари и ловат. Вистина ли е тоа? Да, езерото е направено уште 2009 година и служило само за риболов и за одгледување на риба. Од сега 20 ноември имаме и рибник како ресторан пуштено, но со текот на идната сезона, зборам за пролет, за лето, планираме да пуштаме и за рекреативен риболов. Рекреативен риболов. Така. А кажете ми со што е порибено ова езеро? Што риба држи? Ова езеро има краб. Краб, така? Краб, да, првенствено краб, се фокусираме на производство на краб, пастрмка и сом. А има и друга бела риба. Има и друга клен, бела риба што е влезена караш. од реката, да, клен, караш за пецање. И костреш, на прво на рибче што си го фатил, така? Не, костреш немаме тука. Тука нема, Да, на среќа немаме Не костреш. стрелите нема, така. Да. Чекай да видиме Марио што направи. Марио, до каде е тука? Уште малку. Уште малку. Добро, додека чекаме Марио да му заврши постапката таму, нели да сипе чорбата. Уште нешто повеќе да ми кажеш за ова езеро? Значи, до сега ловел некој, доаѓа ли или не? Од пролет ќе почнете да со рекреативен риболов. Па, до сега не е било отворено онака за посетители. А вие дали сте фаќале, да ми кажете вие? Да, Вие да, имате да. уловено нешто? Да, краб. Краб, краб, браво, клен. конечно више. Од тоа што сте порибили, мора да фатите нешто, така? Па јасно да има И и на што го улови, ајде кажи, ако ти дојам следен пат да ловам, да знам што имаме на за варена пченка. На варена пченка. На варена пченка, да. Вие варите или купечка? Купечка. Купечка. Купечка, значи, да. Се купам ја и кој ќе дојдам да знам на што да ловам. Купечка, да. И сега кој ќе го ловиме, си го зимаме крапот, со таа чланари на дневна дозвола, предпоставувам дека ќе има, си подигаш онаа риба или ќе биде ограничено колку? Уште не е пуштено за рекреативен риболов, кој ќе се пушти, ќе биде сигурно со Ќе дневна, стварите да, со дневна услови дозвола. со дневна дозвола и ќе има бела риба што ќе можат посетителите да си ја земат, нешто како караш, клен, црвено перка, нешто. А ќе има ли можност себе сега така ми текна, ако уловам јас кога би дошло на ова езеро, ќе уловам краб на пример. Ќе може ли тој краб да ми го спремите овде во ресторанот? Да, секако. Така. Во езерото имаме и пастрмка. И И пастрмка. пастрмка пуштено, да. Која е пастрмка? Калифорниска. Калифорниска пастрмка, да. Она златната не ја чувате или нема? Не. Не. Сум слушнал за оваа калифорниска пастрмка дека е една од најиздржливите риби кои може да се отгледуваат кај нас, така или? Па да, но ние имаме проточна вода и нема проблем, има доволно кислород во езерото, во водата и Така. не е проблем за да живее и зима и лето. Да видиме Марија само што направи. Марио, докај си? Уште малку, уште малку. Кажи ми за пастрмката сега, на која температура во водата она треба за да функционира како што треба, нели? Која треба да биде температурата на водата? Идеална температура за чување на пастрмка Така. е од некои 4-5 до 14 степени, Така, тогаш да. најмногу се храни она, најмногу прираснува, Така? а си живее и до повисока температура, но тогаш е во мирување. Така, дали вие мрестите, имате резервари, мислам, кафези да мрестите тука или купувате готова па ја пуштате во езерото? Пастрмка купуваме подмолок, а се мрести крап. Крапот го мрестите. Крапот Имате се мрести. кафези, така? Кафези за контролирано чување и товење на риба си има во целото езеро. Езерото е 4200 квадрати. Како еден базен, ископано и таму си се мрести крапот. Така, најголем примерок на крап кој го имате уловено на вашето езеро? Околу 6-7 кг. 6-7 6-7 килограми, да. И сега јас ако фатам 6-7 килограми, тој може да опечеме на кременадли, така? Може да сакате. Да се пече, да се прже, И тоа ќе мора да повикаме пријатели, пошто е голем. па секако, да. Добро, чекај да видиме Марио. Марио? Ајде сега. Добро. Сега што следи? Зашто е брашното? А ова е запрачката. Запршка, така? Добро. Значи во секој манџа мори запршка, така? Да. Добро. Ајде Марио, ова е што сега? Сега постепено додаваме помалку вода од рибата. Втората вода од рибата, Да, така што да. кажи и Филип. Добро. Тоа е мала количина за запршката, така? Да, да. И кажи ми, Филип, од кога ќе
ставиме водата во запршката, од која ќе биде готова, од која ќе се сипе целата количина, нели, што треба да биде за риблјата чорба или чорбата од риба, кажано на македонски, нели? Колку време треба да помине истата да зоврие? Водата да зоврие, се додава и рибата, претходно сварената риба, Така? и се тоа заедно врие. Така, малце овдека е топло, не знам за вас како е. Сега, додека Марио си работи својата работа, ние ќе излеземе малку и ќе седнеме да земеме малку воздишка и ќе очекаме Марио со производот и од Ненад производот да видиме што направиле во текот на денешната емисија. Да, сега ќе излеземе надвор од кујната, ќе седнеме во ресторанот, ќе чекаме да биде чорбата готова и крапот што се пече. Добро е печено, така? Почитувани гледачи, еве го резултатот од двочасовниот труд на Ненад и Марио. Сега тука сме со Филип, ќе го дегустираме тоа што денеска го спремиме во овие, нели, како што споменав, 2 часа. А вие, дари гледачи, доколку сакате истото да го вкусите, а да не го гледате, повелете во ресторанот Глобица, во римниот ресторан Глобица и нека ве послужат со она што најдобро, нели, го имаат во оваа ресторанска куќа. Па се гледаме повторно Среќен Бадник и Божик. Тоа е тоа. Ајде, живели!